Националистичките кампањи кои ги терат дуи години наназад не носат леп на трпезата на албанците. Ниту премиерот албанец, ниту пак председателот на собранието албанец не ги плаќаат сметките на обичните граѓани во Чаир, Топанско поле, Сарај, Тетово, Гостивар. Јавноста секој ден слуша фалби од интегративците како ги реализирале своите проекти, а обичните граѓани живеат секој ден се полошо и полошо. Па така огромен е јазот меѓу розовата слика на политичките елити и реалноста која ја живеат луѓето. Се чини и фотелите се премногу удобни, за да може функционерите барем за момент да се стават во чевлите на скромниот граѓанин. Додека политичарите се фалат што направиле за албанците, работите зад кулисата се многу поинакви. Голем број од албанците живеат на работ на сиромаштијата. Гневот и револтот расте низ пукнатините на неисполнетите ветувања, а најголема шлаканица од системот е тоа што нивните чеда мора да ги испратат во странство, затоа што велат овде нема иднина. Анкетираните граѓани во населбите каде во најголем процент живее албанско население. Проблемот го гледаат во тоа што веќе и да нема политичар кој работи за нивниот интерес. Наместо тоа, секој гледа да ја истера својата агенда. Она гледа плата да го качи на работник, пензии. Тогаш да, ама вако се хајдути. Па не само албанци, све. Све отиде во странство. Нема да се смени ништо, да. Додека не се смени оваа влада, нема да се смени ништо, тоа е тоа. Па нема перспектива бе тука, бе девојче. Што да прават тука? За 200 евра да работат? Не се будали, учи. Татко му го финансира цел живот и сега да биде роб на некој газда, на некој патрон. Младите се иселуваат зашто нема работа, нема перспектива тука, затоа бегат. Мали плати, не можеш да стигнеш. Не може, сите избегали, надво избегали. Како ќе мислиме со мала плата? Аналитичарите предупредуваат дека ДУИ само се обидува на националистичка карта да ги задржи своите гласачи. Според Джено Рисени не е прифатливо политичките партии на ваков начин да манипулираат со луѓето. И затоа е потребно итно да ги остават на страна личните интереси. ДУИ се ошига на ова карта, значи ја подгрева националистичкиот вокабулар, па после и ги заграва и значи ултранационалистите од другата страна и после ДУИ значи се представува како односно албанците ќе се представуваат како жртви, дури како нејзин заштитник. Обичниот граѓанин значи во Македонија не верувам дека им значи овие мегаломански ветувања на политичката елита, односно сега на ДУИ. Обичниот граѓанин и обичниот албанец практично живеат крпен живот. Секојдневните партиски собири на ДУИ покажуваат дека партијата е длабоко навлезена во изборна кампања, иако избори засега не се на повидок. Доминираат говори во кои функционерите се фалат колку министри албанци имале во владата и дека председателот на државата ја предводел војската со печат и на албански јазик. Ретко се зборува за секојдневните проблеми на граѓаните, економската криза и селувањето што посебно се чувствува во селата од Западна Македонија.